Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Продолжуваме со објаснување на 7-миот член од символот на верата. Овој пат ќе се задржиме на зборовите да им суди на живите и мртвите. Како што спомнавме предходно, второто доаѓање Христово е во тесна врска со судот Божји. Нормално е Бог, бидејќи е наш Создател, да бара отчет од нас за сработеното. Православната црква учи за постојање на два суда Божји, посебен и општ или заеднички. Што е посебниот суд? Кога човекот ќе се упокои, неговото тело се распаѓа и останува во земјата, во гробот, до општото воскресение, односно до судниот ден. Душата пак оди пред престолот Божји и се врши над нејзе посебен суд, каде се испитуваат сите наши постапки, мисли и дела за време на земниот живот. Молитвите на Црквата Божја, на Пресвета Богородица и на светиите притекнуваат во помош кон Божјата милост, но од друга страна пак стојат демонските обвинувања за сите наши лоши дела, мисли и неверија извршени во земниот живот. После тоа следи Божја одлука, каде ќе оди душата на упокоениот во Царството Небесно, дали во рајот или во пеколот. Во периодот до општиот суд, душата на човекот не спие, туку сосема реално ги доживува работите во рајот и блаженствата, а оние пак во пеколот страданијата и маките. Тоа значи душата е будна и си спомнува за сите дела што сме ги направиле, праведни или грешни. За ова најдобро ни кажува евангелистот Лука во параболата за богатиот и сиромавиот Лазар, Лука 16, 19 до 31 стих. Тука тој на пластичен начин ја опишува состојбата на богатиот човек кој што за време на животот на земјата бил неправеден, но кога починал, отишол во пеколот и моли за прошка, но веќе било доцна. Наспроти него го видел сиромавиот Лазар, кого за време на животот го потценувал, и како ужива во крилото на Авраам. Кога видел дека нема помош, го моли Авраама, односно Бога, да го испрати Лазара кај неговите браќа кои живеат исти живот како него на земјата. Авраам му вели: нема потреба да испраќаме никого. Тие ако сакаат да се спасат и ако сакаат да веруваат, нека ги послушаат Мојсей и пророците. Таму се е дадено. Ова е убава поука, овој диалог е многу поучен и за нас да размислиме додека се уште имаме време. Со ова парабола доволно ни е откриено за се што се случува во животот после смртта. Црквата во своите молитви за упокоените, за опростување на нивните гревови и наследување на Царството Небесно, во многу помага да се ослободат од преголемите маки оние души кои се во пеколот. За општиот суд. Зошто се вика општ, последен, страшен суд или суден ден? Така се нарекува затоа што на тој општ суд ќе се суди заедно и на душата и на телото. На душата ќе се суди за сите сторени лоши дела, а на телото за сите извршени лоши и богохулни дела. Како ќе биде тоа? Се вика последен затоа што после тој суд нема да има никаква промена на состојбата на душата во вечниот живот. Најдобро за тоа ни кажува евангелистот Матеј, глава 24 и 25. Тој вели: сите народи ќе бидат собрани пред него и Христос ќе ги оддели луѓето на праведници и грешници, како што пастирот ги одделува овците од козите. На судниот ден, при воскресението на мртвите,
настапува општиот суд, кога се одредува конечното престојување на секој човек, тогаш во својата полнота со душа и тело и за вечност. Улогата на Црквата Божја за сите упокоени христијани после посебниот суд е од огромна важност за олеснување на страданијата на душите кои не се спасени, за нивно спасение и настанувањето во Царството Небесно. Во последниот судниот ден, времето делувањето на душата за спасение на верните престанува. Останува вечното сливање воедно на земјата, времената и небесна црква, небесното царство каде вечно ќе пребиваат спасените во вечно блаженство, мир и покој и радост. Дај Боже таму да се најдеме сите во своја време во животот вечен. Амин. Светиот Ефрем Сирин овој момент убаво го опишува кога вели: послушајте, христолюбиви браќа, за второто и страшно доаѓање на нашиот владика Исус Христос. Си спомнав јас за тој час и се растреприв од голем страв, мислејќи тогаш за она што ќе се открие пред нас. Кој ќе го опише тоа? Кој јазик ќе може да го изрази? Кој слух ќе може да го поднесе? Тогаш царот на царевите, откако ќе стане од престолот на својата слава, ќе слезе да ги посети сите жители на вселената и ќе ги расчисти своите сметки со нив, како што доликува на вистински судија. На праведниот ќе му биде добра награда, а оние кои заслужуваат казна на маки ќе ги подложи. Кога размислувам за ова, морници ми идат по целото тело, очите ми солзат, гласот ми исчезнува, јазикот ми се скаменува, разумот ми е склон да молчи. За ваша корист го говорам ова, оти страв ми е да молчам. Тогаш човечките коски, откако ќе го слушнат гласот на трубата Божја, брзо ќе се раздвижат и ќе го образуваат својот претходен состав и ќе се вратат во телото. Тогаш ќе видиме како секое човечко суштество моментално ќе воскресне од своето место и сите од четирите краишта на земјата ќе се соберат на суд. Големиот цар, кој има власт над секое тело, ќе заповедува и веднаш со брзина и трепет земјата ќе ги даде своите покојници и морето ќе ги извади своите мртовци. Се она што зверовите го раскинале, што робовите го раздробиле, што птиците го расипале, сето тоа за миг ќе се појави така што ниту едно влакно нема да се изгуби. Како ќе ја поднесат нашите очи огнената река, која тече разбранувана како свирепо море, која повлекува планини и полиња, која ја изгорува целата земја и делата човечки врзнеа. Тогаш од тој оган реките ќе пресушат, изворите ќе исчезнат, звездите ќе паднат, сонцето ќе се помрачи. Месечината ќе изгасне, небото ќе се свитка како свиток, крстот ќе се оцрта, ќе го оцрта, престолот ќе се појави, ќе се постави. И царот ќе се јави. Во тој час сите нека размислат како ќе го пречекаат царот Христос и нека ги проверат делата за својот живот. Секој ќе ги види своите дела пред себе си, и добрите и лошите. Тогаш милостивите ќе бидат помилувани, на оние кои ќе се покаат ќе им биде простено, оние кои искрено се молеле ќе бидат слушнати, кои живееле со Бога ќе добијат блаженство, а кои го одрекувале Бога во својот живот ќе имаат плач, маки и навек ќе им престојат. За последните настани за судот Божи зборува и евангелистот Матеј од 24 глава 31 до 41, дека пред судот Божи ќе биде воскресение на сите умрени, после тоа ќе настапи живот вечен.
за Царството Христово. Крај на светот ќе биде реалност, а тоа значи сегашната Вселена ќе биде преобразена, а според ветувањето, верниците очекуваат нови небеса и нова земја, каде што ќе владее правдата, пишува апостолот Петар во 2 Петрово 3:13. Што е Царство Небесно? Во називот Царство Небесно или Царство Божјо се содржат и карактеристиките, односно особините на тоа царство. Штом е небесно и Божјо, тоа е невидливо и недофатно за нас. Во него нема ниту физички управител, ниту министри, ниту влада или било какви институции. За светиот апостол Павле Царството Божјо не е јадење или пиење, туку правда, мир и радост во Светиот Дух. Римјаните 14:17. Всушност, тоа е сиот свет, видлив и невидлив, создадените суштества и несоздадената благодат Божја. Свет кого Бог го замислил и го создал да стане црква, тоест дом Божји, да стане тело Христово, живеалиште на Светиот Дух. Затоа црквата е соборно и собирно име за сите дела Божји, за сите добра Божји и за сите созданија кои ги создал Бог, за да ги воведе во Царството Свое на вечниот живот. Тоа е духовно Божјо царство, кое ќе настапи во вечниот живот, животот после телесната смрт и ќе трае вечно. Како што вели Ајнштајн, тоа не може научно да се објасни, затоа што не спаѓа во областа на науката, туку во областа на верата. Царството Небесно го означува начинот на Божјото управување или стил на раководење во задгробниот живот на само нему својствен начин. Но за да бидеме уверени во постоењето на Царството Небесно, најпрво треба да веруваме во Бога, да веруваме дека Он е наш Создател, дека постои, да веруваме дека душата постои и е бесмртна. Тоа се основните параметри за верување во постоењето на Царството Небесно. Со овоплотувањето на Синот Божи, Царството Божјо добива централно место во животот и историјата на човештвото во Новиот Завет. Господ Исус Христос ја започнува својата спасителна проповед токму со објавувањето на радосната вест за Царството Божјо. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, запишал евангелистот Матеј 4:17. Со тоа нашиот Спасител ни ја дава смислата на нашиот христијански подвиг во светот, чија цел е Царството Божјо, која е крајна цел на човекот и светот. Царството Божјо е самата содржина на Евангелието, кое всушност е Евангелие на Царството, кое како полнота на животот, полнота на радоста, полнота на знаењето е објавено и ни е дарувано како реалност во Христа Богочовекот. Христос претрпе секакви маки, за да не воведе во небото и во Царството Негово. Оттука ќе речеме дека Царството Небесно е се она заради кое што светиот Бог, светот Троичниот Бог го создаде човекот и светот и од кој човекот преку гревот и себељубието отпадна, а кое Христос повторно ни го објави и дарувал како наша крајна цел. Дали сите луѓе ќе влезат во Царството Божјо? Воскресението ќе се случи за сите луѓе, но не сите ќе влезат во Царството Божјо. Светиот евангелист Јован вели: "Вистина, вистина ви велам, иде часот и дошол веќе, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи и штом го чујат, ќе оживеат. Оние кои правеле добро, ќе воскреснат за живот, а оние кои правеле зло, ќе воскреснат за осудување." Јован 5 глава 25-29. Тоа е единствената поделба што ја прави Господ на луѓето, делејќи ги на праведници и грешници.
Кои се критериумите за исполнување на правдата и законот Божи, зборувавме во претходните лекции. Каков ќе биде животот на праведните во Царството Божјо? Апостолот Павле на Коринтијаните им вели дека ние тоа не го знаеме. Кој човек може да знае што има во него, освен човечкиот дух? Па така и Божјото никој не го знае, освен Божјиот дух. А нам пак Бог ни го откри преку Светиот Дух, зашто Духот испитува се, па и длабочините Божји. Но како што е напишано, таму ќе биде толку убаво, што око не виде и уво не слушна, ниту пак на човека му падна на ум, тоа Бог го подготвува за оние кои го сакаат. 1 Коринтијаните 2:9. Неговото царство не ќе има крај. Тоа значи, Царството Божјо нема да заврши никогаш, туку ќе трае вечно. Во Стариот Завет, пророк Даниел запишал дека Бог ќе подигне царство во кое нема никогаш да се урне и ќе стои вечно. Даниел 2:44. И Новиот Завет зборува дека Царството Божјо ќе трае вечно. Во Евангелието според Лука, кога ангелот Гаврил и јави на Богородица улогата на Господ Исус Христос, тој истакнува дека Христос ќе царува на домот Јаковов довека и неговото царство нема да има крај. Лука 1:33. Архимандрит Серафим и свети Тихон Зидонски поучува дека Царството Божјо е вечна духовна светлина и состојба на блаженство, каде што праведните се ослободени од гревот и земните страдања, добивајќи соодветно место според своите дела. Што значи вечност? Многу едноставно, за тоа нешто бескрајно нема да има крај, не станува збор за години, векови или милениуми, туку за нешто бескрајно. Еве една мала илустрација што е вечност. Познатиот поет Јован Јовановиќ Змај запишал една мала песна што е вечност, па вели вака. На едно место имаше една карпа 303 метри широка и 303 метри долга. На секоја 303 година доаѓаше една птица и откорнуваше мал дел од карпата. Кога птицата ќе ја сруши целата карпа, тогаш поминал еден момент од вечноста. Епа сега замислете што е вечност.